Растот на цените на земјоделските производи во август за премиерот Христијан Мицкоски пред се покажува дека дел од парите завршиле кај земјоделците. Но реалноста според Мицкоски покажува и дека дел од прекупците и трговците ставаат многу повисоки нелогични маржи на земјоделските производи, што на крајот парите не завршуваат кај земјоделците, а храната е скапа за граѓаните. Инаку го следиме однесувањето на трговците и веќе колку што сум информиран за дел од нив има и одредени процедури и постапки пред институциите. Кога може да очекуваме дека ќе се процесурат и ќе бидат јавни? Се веќе процесуирани, само треба да влезат во финална завршница. Според Државниот завод за статистика, во август цените на земјоделските производи на страната на инпутот пораснале 2,6%, а на страна на аутпутот за 12,1%. Мицкоски вели дека статистиката покажува дека храната во август поевтинила во споредба со јули годинава за 0,7%. Ќе повторам дека цените со кои што земјоделците ги продаваат своите производи се историски највисоки. Сега е пиперката ајварка, но исто така ако се вратиме наназад и зелката, и доматите, и краставицата, и кромидот, и сите останати, би рекол, производи, но ако се вратиме уште поназад и тутунот, и сега гројзето, ќе видите дека цените се историски највисоки, а тоа го говори и практично скоро дуплираниот извоз на храна споредено со истиот период од минатата година, посебно на земјоделските производи. Премиерот истакна дека секојдневно се следат маркетите и трговците за да се открие кој нелогично ги зголемува цените.